Почитувани, луѓе умираат, бројот на заразени дневно се брои со стотици, а владата рекламира летување во Бали. Почитувани, по езерото Кениксе во Германија и езерото Анисе во Франција, сега се рекламира хотел во Бали, Индонезија. И за тоа, развозданата власт на СДСМ плаќа 20.000 евра договор во 4 очи. Ова е фотографијата за кампањата Дома си е дома, за летување дома. Ова е фотографијата од хотел во Бали, Индонезија, употребена за кампањата Дома си е дома. Само за оваа забегана власт, само за Заеви, за Шекерински и за останатите, Бали можеби им е дома. Ете така размислува оваа забегана власт дека луѓето со примања до 15.000 денари месечно сега можеби ќе ги излажат и со ваучерот ќе летуваат на Бали, можеби во Германија или во Франција. Почитувани, срамно е среде епидемија со илјадници заразени, стотици починати, доктори оставени да се снаоѓаат сами, без никаков надомест за награда, власта на забеганата СДСМ да плаќа за договор во 4 очи за рекламирање на Франција, Германија, на Индонезија, за Бали, со една цел, само и само за изборен подкуп. Уште посрамно е што за ова е избрана фирма без конкурс, без оглас, фирма секако позната и која што работела во Струмица и добила пари од Фондот за иновации, раководен од СДСМ. Вакво понижување од своја власт не заслужиле ниту Македонија, ниту пак граѓаните. Не се размислува за помош на граѓаните, од нив се бара да се откажуваат од средствата, да донираат, земјата тоне во здравствена и во економска криза, а од друга страна забеганата власт на СДСМ плаќа да рекламира странски туристички дестинации. Почитувани, ќе ја поразиме короната и ќе го поразиме и вториот вирус, Заев и СДСМ. Изборот е или обнова, или криза и измами. Македонија не заборава, Македонија ќе победи. Ви благодарам. Повелете. 2 години по подпишувањето на договорот од Креспа, која е оценката на ВМРО ДПМН после 2 години нели од овој договор, дали има придобивки за напредок на земјава и останувате на ставот дека и натаму тој е штетен? За жал времето покажа дека се она за што предупредувавме се оствари. Распука бетонот за идентитетот гарантиран и излажан од Зоран Заев. Економски живењето воопшто не е подобро, напротив е полошо со оваа рекетарска власт. Европската иднина токму заради оваа рекетарска власт е се уште далеку во однос на Преспанскиот договор. Тоа е реалност која што Зоран Заев ни ја наметна, но ние нема да дозволиме жарот за Македонија некогаш да згасне. Благодарам.